Програми наменети за целата публика. Запознајте ја Елена. Таа има 27 години, веќе е дипломирана на Полициската академија во Скопје, а во тек се нејзините постдипломски студии на Универзитетот ФОН. Дали мислите дека професионалната определба ја исцртува нејзината личност и појава? Како што ќе можете да погледнете и сами, Елена е многу мирна, мила и скромна девојка. Понашки ич не е галамџика. Таков е нејзиниот стил. Во нејзината гардероба преувладуваат спортски и лежерни парчиња. Вистина е дека и таквите и се потребни со оглед на тоа колку време одвојува на вежбање. Сепак за екипата на Комплетно нова е предизвик да ја запознаеме и во други варијанти. Црна кожена јакна, темни патики со розови врвки, малку покласична торба и широки фармерки. Фигурата целосно е затрупана по широки слоеви облека, а од женственоста ни драга ни глас. Сладка си Еленче, ама време е да им го препуштиш тој стил на средношколките. Целата екипа е сложна. За спортски стил си има и место и време. Се гледаме Елена околу 6 на кеј. А сега, да разгледаме што не чини. Се согласуваме со идејата за дневна полежарна варијанта, но сепак, пувкастото венче за коса и врвците за патики во боја никако не доаѓаат во предвид. Стигна помош на целата екипа на Комплетно нова и работи фантазијата за целосна промена која ја спремаме на Еленче. И ако имаме само еден ден, нема потешка мисија за убаво избалансираниот тим кој работи на Комплетно нова. А сега ја почнуваме приказната од Марија, која е поголемата сестра на Елена и е главниот виновник за нејзиното учество во нашата нова епизода. Како помала сестричка, Елена сепак не успеала да собере трикови за подобар изглед од фотомоделот Марија, која е тип-топ скоцкана во секој дел од денот. Затоа не признава дека често знаела да подкрадне од козметиката на Марија. Елена ни раскажува како паднала во неволја во еден таков момент. Што мислите дека станува кога украдениот шампон за коса е во боја? Ти си помала сестра на Марија, така? Да. Па помала е. Што имаш правиме вака дјаволштини за мојата пријави и за срамичка? Кажи си. Колор шампонот? Затоа што си го трошила колор шампон. Не, затоа што си го украдов колор шампонот. А не знаеше дека е колор шампон? Не знам дека е колор шампон и тоа бев црна и останав казна, така. Да, останав саат време за да се изрибам од црнилото. Зашто се Тоа не ти беше доволно, сега те не стига. Да. Марија и Елена всушност се многу симпатични сестрички. Сепак нас не интересира зашто Марија ја подложи Елена на сето ова. Се чини дека најмногу ќе дознаеме за нашата Елена ако се консултираме со сестра ѝ. Сакам да се види самата во некое ново светло и се надевам дека ќе се допадне повеќе колку тренерките и патиките. Најстран. Оно, ствари, покрај дана манекинка, никогаш не е текнала да се стегне сама? Мислам дека има предиспозиции и мислам дека се ќе ги видат сега. Немала кравост. Добра, ако помала сестричка, не си била ти репер никако? Па не била толку помала, но не само години разлика од мене. Јас се чувствам како да сум ми врсничка, така да не гурувам. Сега она може да праша да ми каже, може има нешто. Не ми признала до сега. Таа прва почне. Немаш најдома гардероба као малечка? Шампони. Има. Ама таа само пак ќе украда, иначе не е. Па некако е убедена дека самата не знае да се нашминка и дека секогаш моите комбинации на гардероба и се посимпатични од нејзините и никогаш не фатила дека сака да ме копира. Ама сум се фатила и себе си дека сакам да копирам не за тренерките и патиките од такви неки прилози. Така да не се љутам. За не знае. Да. Искачен има и тренерки, искачен има за на свадба тренерки сега. Добра, сега имате прилика некоја свечана? Да, брат ми прави свадба во јули и мислам дека... Можеме да избереме нешто такво? За кој што ќе одговара за на свадбата? Па, мислам дека професионалци ќе средат овој пат и ќе си се допадне сигурно. Екипата на Комплетно нова има нов проект. Треба да успее за еден ден да направи пресврт во надворешниот изглед на 27 годишната Елена, која сака да изгледа како девојченце. Нивната идеја е добронамерна, но што ќе си помисли Елена?
ќе биде ли лута или позитивно изненадена? Следува, каква ќе биде реакцијата? Ќе прифати ли оваа девојка за еден ден да и се направи комплетна трансформација на надворешниот изглед? Комплетно нова во заговор со Марија стартуваат со изненадувањето кое решија сите заедно да го приредат на Елена, и тоа на многу интересен начин. Марија е искусна фотомоделка, па приказната дека таа ќе оди на фотосесија кај нашиот еден и единствен Владо Ѓоргиев е сосема веродостојна. Елена не ни помислува дека од друштво за својата сестра ќе стане главна мета на нашите камери и тема на интерес на нашите професионалци, задолжени за стилот на кандидатите. Магичното огледалце на Владо е поводот да ја намами Елена во студиото, каде што ја чека изненадување. Surprise! Влези. Владо, тоа што камермани, знам. Браво. Преве 3 пластични операции, не се страшно. Денеска си ти на ред, нема ред. Мрзни утре. Увек се ми грб у животот, јас се ми грб у животот. Сега ја огледалото да не стане те лажам. Ево да може. Имаш гледано комплетно нова? И пак ја гледаш како се смени. Денеска си ти наред, ти си четвртата. Нема, све што може за еден ден да се направи. Се продава, чекаме нова пратка. Остана само еден, а? Значи денеска све што може за еден ден ќе направиме за еден ден. Гардероба, комбери, накити, фризура, шишење, мишење и фотосесија. Може? Може? Значи, добро си. Колку прибрана реакција! Збунета е, нема што. А позади сестричката е секогаш на сигурно. Како да препознавме насмевка. Какво изненадување, но девојко, верувај, ова е само почеток. Комплетно нова ти го посветува овој ден и ќе ти подариме уште поголеми изненадувања. Комплетно нова со вистински предизвик. Останете до крај да видите како на оваа девојка со спортски дух ќе и направиме целосна измена до нов стил. Но каков стил ќе избереме? Погледнете ја целата трансформација чекор по чекор. Следете ме! Прва дестинација е бутикот Нана. Време е да ги замениме оние широки фармерки со нешто поелегантно. Оваа девојка на вистина има убаво тело, со убави облини. Нема зошто да ги носи на себе оние фармерки во кои изгледа како да крие нешто. Време за промени, па да покажеме на девојкава како да ги потенцира своите атрибути. Во Нана како секогаш ни понудија голем избор на фустани, но дилемата се сведе на два. Да се одбере пократкиот лелеа фустан со шарен дезен или долгиот елегантен еднобоен фустан. Јана и Владо имаат спротивни мислења. Тука пробав едно делце, убаво ми стоеше. Да. Еве ја Нана. Еден од спонзорите. Не ја Анета. Здраво. Ти како се викаш? Бела. Здраво бете, јас сум Владо. Здраво. Ова е жртвата Елена. Дали имате нешто спремено сега од одма? Имаме? Ајде. Прилика, после ќе го направиме конкретно. Бој, многу бој. Со шо ќе ја шминкаме? Има една боја црвена. И двете ќе ги пробам, па ќе видим. Пролети да. Па ќе гласаме, Леле. На која свадба ќе идва? Зашто рад? Yes. Таква е, она е Ајде пробаме. професионален покер плеер. Немаш ништо на фаца да ја прочиташ. Ај сега со камерата до згоре, стикни ја там. Ако ти треба помош. Влези, уште малку, уште 20 сантима. Може, се гледа добро.
Венче, нема да ме одговара. Венчето, после ќе го изедеме кај спретниот стилист Толе од студија С од Скопје. Да видиш кит. Виетнамски. Виетнамски. И, сакаш така? Да, умирам од џово. Ау, имаме виетнамска фризура денеска на повидок. Значи промените ќе бидат волкави, кој ќе ги вадиме таму. Малку пократко од моје. А малку само Малку за нијанса. Тука се бричи вака и тука, а ово да остане. Чекај, имаш третка. Има многу третки. Па да, не треба да ми кажеш, треба да избереш прста. Да, може да излезе прста од некаде. Од сегдека. Ова е појас, не? Црно мало. Црн појас си ставија. А минатиот пат те пипавме, сега сакаш пак. Сега ќе ме млатите и гледа с црн појас. Надемо ти Елена не е толку агресивна. Не ревјува. Добро. Гледаш како ќе Што ми има црн појас, значи знае да избегне ситуација, не да тепа. Леле две нозе. Ајде, така. Не знам, свекам се за вратиот нос. Чекай, треба да ми остане свиткање за другите тука. Да, јас мислам. Го запамтивме? Добро. Ти? Се запамти? Се запамти? Да. Добро. Ау, се боли крвови, лела. Не, тоа напред. Видим што ќе се деси сега. А тоа не е собира. Тоа со гол грб. Тоа требаше наопаку да го... Ау! Згодњача си. I like. Како влезе, како искочи. Искочи уште чекај. Тоа до сега. Ко Бетмен! Ко Бетмен! Не, се звучи погрешно со кога ти е запнат носот, така? Деба врска јада. Како Ту, Божица. која позадина има добра. Па, позадина? значи кој нема напред има позади, тоа е. Да, тоа го станува. Све го скоро. Така е. Има и пониско. Урив имам некој во ракава. Ајде, пипни. Добра, корпите е која се помали. Помни се. Ама, Има полнеса. Тоа е визуелни ефекти. тие фистанчиња ги бараме, значи тие фистанчиња ги бараме. Сега ќе мора да побара помош. Не може само да го тако. Така нека? Многу ми се допаѓа. И бојата. Ти како вие првен? До сега ниедно не беше пониско од мене. Пусна штикли. Кај венче? Почина да се расправа. Добро е, се осеќа. Немојте молам се, косата ми е... Еве Хајди. Убаво ти стои. Слушай, и вака убаво. Да! Ама не, тука поклонче. Мислам не е таа боја, ама. Не Поклонче, те тука убаш. поклонче. Кај пукнал сега? Те гледаш, тука сум. Па добро, ова ми е Поклонче. убаво. Да, да има на тебе кажете. Не сте, кој Мики Маус. Башо си е толку. Ајде бе, маца ќе се постизаме. Многу ми стои твоето венче, Елена. Венчето? Сега ми треба помош стварно. Венчето ти има? Да, така ќе доведе тоа. Ха, готово за љубишка. Направи се така најдек. Издиши. Значи не си сме... Како сум купови такова, ми покажува. Многу добро. Така треба да изгледаш, ајде излези. Нема да се срамиш. Не на зеленото не има логично. Исто многу љубови нозе има се. А да? Виж. Ти треба таму. Да, вина ова на ми се допаѓа, искрено. И за напајдушкото е бил. Великани.
Какви бе Ние балетанки? сакаме да ти подариме. Зашто се подариш? Какви балетанки, шо балетанки? Не, готово, она ми станува другарка, за да ја викам на кафе. Да, ја закопче и сакаш готово кафе? се, да. Не, ќе кафе. Вода од чешма. Се да ти тоа ти става не? Не. Може ти. Ајде рака. Троп. Не, за напајдушко измислено. Много е сладко фустанчето. Добро ако ми почнува ако... Да, со висок струк. Како е за на бал, само што си ги додава и зезнала. бал. Да. Одлично. Како да идеш на бал, само што си ги зезнала и ти е многу кратко, да. Некоја модерна. И сега ти одговара тоа, гледаш, ние се на себе цвече со цвечање. Мене ми се допадна зеленото фустанче, повеќе од тоа портокалово. Ова портокаловото не е за покажување се. Да, излепршена е цела, нормално. Да. Ама па зелениот лепи. Како и лепи вака, убаво е градено. Има струпче, колковице. Млада, ова не е коктел. И тој портокаловиот и зелениот исто прилика ќе ги носи, значи нема шо. Више ако го носи нека биде елегантно, некако пердув вака тоа. Да, за пајдушко беше добар, за пајдушко, ама зелениот не е многу поелегантен. А само ако иземаме некој многу високи штикли. Штиклите ти бирај, јас само ќе кажам. Зелениот. Договорот е склучен. Јас победив. Бидејќи преовлада желбата на Владо, сега Јана е наред да ужива власт помеѓу чеблите. Одеме сега Јана да те одбереш штикли, јас ќе се питам сега Чао. You don't want me, no, you don't need me. Like I want you, like I need you. And I want you in my life. И така, екипата на Комплетно Нова го посети салонот на Фиоранџело, а таму голем избор на обувки, но дали имаат голем број за голема девојка како нашата? Добар ден. Овие се нови модели, значи две на свадена ги добивме, што и се свиѓа на девојката, може да и понудиме да проба. Одлично, да. Ајде Јана и Елена. Кај ми оној статар од администрацијата. Дигни тоа почерк. Фустанот има специфична боја и прилично е долг, па Јана смета дека ќе одговараат светли чевли со што повисока подпетица. И таков избор направија.
Не, види, штиклата стои на едниот и на другиот. Црните патики со розови врвки ги заменија со преубави и елегантни чевли, кои уште повеќе ќе придонесат за истакнување на фигурата на Елена. Па девојко, биди храбра на овие високи подпетици. Од мишка, а двајца влечат чизми. Ајде, тук не стите. Знаев. Фала, девојче. Ако на референтот за продажба му кажеш фала, девојче, имаш попуст. Чао. Каков ден за Елена! Екипата на Комплетно нова за само еден ден ќе го промени целосно стајлингот на оваа девојка и од единствена девојка со спортски стил ќе ја промени во елегантна девојка со комплетно нов стил. Take off your
За да биде комплетно нова, потребно е уште нешто. Потребна е шминка. И секако, нов парфем. Како секогаш за парфемот е задолжена Јана, а таа побара помош од Елена, бренд менаџер на Lanvin. За оваа девојка сметаат дека најсоодветен би бил парфемот на Lanvin Marry Me. Но за каков парфем станува збор? Кој е изборот на парфем за денес? Овој пат го имаме Marry Me од Lanvin. Не, ние нема да речеме на Елена омажи се за мене. Тоа ќе го ставиме за некој друг. Океј, сега јас сум целосно запната во носот и те оставам тебе да ме убедиш дека ова е вистинскиот парфем во видене во мирисните компоненти кои што го прават. Станува збор за романтичен и сензуален мирис, наменет за сите оние кои сакаат да се почувствуваат заљубено. Моментална љубовна обземеност која времето не може да ја сопре, прекрасна љубовна афера, страстна и долговечна. Извор на оптимистички цветен мирис, полн со живот, љубовен сон, нежен и обвиткан со оружјето на љубовта. Во срцевината се наоѓаат две исклучителни состојки, портокал и сензуална нота на јасмин, кои како љубов на прв поглед креираат заедништво. Горчливиот портокал се спојува со овошна сладкост на праска и деликатноста на чајот јасмин, со еден збор, единство на белите цветови од амбер и муш. Додека Јана ги разгледуваше парфемите, Владо се фрли на работа. Со комбинацијата декоративна козметика на Art Deco и нашиот Владо, сигурни сме дека Елена ќе добие безпрекорна шминка. Најнапред започна со чистење на лицето, а потоа следуваше нанесување на подлога. Да кажам тоа просто за Прво рамномерно ја нанесе подлогата за пудра, а потоа хидратантната подлога за сенка, eyeshadow base, која ја продолжува долготрајноста и интензитетот на бојата, а сјајот на сенката ја прави водоотпорна. добро покрива да не мора да се мачка. Потоа со помош на коректорот во облик на крем, камуфлаж крем, ги покри кожните несовршености. Од пудрите на палетата на Art Deco ја употреби долготрајната безмасна течна пудра Long Lasting Foundation Oil Free, која совршено и одговара на кожата на девојката, а при тоа му дава на лицето природен матиран ефект. Ова пудра има лесна текстура со средна покривност, која не ги затвара порите и се задржува долго свежа по нејзиното нанесување. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. При изборот на сенка, Владо одбра сенка со иста боја како бојата на фустанот, од големата палета на бои на сенки за очи на Art Deco. Очите ги истакна со водоотпорен молив за очи од палетата на Art Deco. Природниот дневен изглед на шминката го постигна со користење на маскарата Magic Brush маскара, која може да даде и драматичен волуменозен изглед за ноќта. Усните ги истакна со водоотпорен молив за уста. Lip lacquer. Нежно кремаста, компактно покривна текстура на кармин, комбинирана со сјаен финиш, во лесно нанослив сјај за уста. Ако се сеќавам добро. Образите ги истакна со руменило од палетата на Art Deco. Го очекувавте ли ова?
на вистина прекрасно. Одлично изгледа со шминка. Девојко, погледни како изгледа со шминка. За да може да си ја прави трансформацијата и сама, секогаш кога ќе посака или подобро секогаш кога ќе ѝ биде потребна, Art Deco ѝ подари сет декоративна козметика, а Јана го дополни убавиот изглед на оваа девојка со обетки кои совршено се вклопуваат во избраните чевли и преубавиот фустан од Нана. Крцка. Да, и секојаш е многу спокойно. И види, знаеш ова? Што е тоа? Гледалце мое, кажи ми на светот најврхко. Ова е многу тенко и многу дупло гледал. Тоест не се сеќавам дали беше дупло. Али, да, вака може да стави на масичка. А јас, дај ја Ајде ти. Понаси. Кесата не ти ја давам, ќе се задржам. Да ми шушка мене. Тука е кутивчето, има магнет, тоест има железо, а магнетите се на самите сенки, може да си ги комбинираш, кои си ги потрошиш овие, да. Ово ти одбрале кремаста и темно кафева. А ова ти е база за сенки, че го мачкаш околу очи прво, тенко, и после сешкам. Ја завршив, Јана напаѓај. И од таа страна имаш еден подарок. Ова е мириот ланвин. Многу баба мириса, како што ми раскажа, јас не чувствувам. Не успеа да се напрскаш? Се напрскав, ама... Ама стави уште 6 парфеми, па немаш што се чувствуваш. Не, јас не чувствувам. А, ти не чувствуваш, да. Стручното жири кажува... Ето спојрува. И сега, затоа што до тука вака си готова, спремна, еве сега ќе ти дадеме и обичиња. Не можеме да ја препознаеме нашата кандидатка. Освен убавата шминка, фризура, фустанот, чевлите и накитот, на неј се блесна една искрена насмевка. Фотосесијата започна и баш како што вели старата поговорка, крвта не е вода. Елена е целосно природна пред објективот на Владо. Малку понапред, дојди. Каде е Марија, кој став? Да не дојде некој? Аха. Мистер, секоја чест. Сега тете на Мина. Па тете, сега конечно баш тете, мислам. Шо тете? Згодна тете. Многу изгледа стварно. Абе некој неа нека сника. Сите у Марија. Да, сигурно са. Десна си верува тврде. Каква ја остави, каква ќе ја А дочека? некој се заблагодари. Се рече фала. И на крај, се убаво заврши со заедничка фотосесија на која се приклучија и Јана и Владо. Како да ги вративме во игрите што ги играле како мали. Супер тандем се за ова. Девојки, сега можете да си ја збогатите збирката на заеднички фотографии. Успешно завршена мисија за екипата на Комплетно нова, а за Елена незаборавно позитивно искуство. Се надеваме дека овој ден нема да биде заборавен, а нека не бидат заборавени и корисните совети за стајлинг, кои сметаме дека Елена треба да ги негува. Елена ги плати сите ситни кражби од плакарчето на Марија и сите тужакања кај мама и тато, а уште и излезе насмеана од целото патешествие. Владо, Мо, фала што ме нашминка. само за сега или до сега? Па, за сите емисии до сега, ама сега особено затоа што ми ја носот забора, дека сум истина. Те поднава. Ми се поднава? Да. Чао.